Време е за нов гроздобер во Тиквешкиот регион, а на дел од лозарите се уште не им е исплатена ланската берба. Револтирани од децениските перипетии, изгубиле верба дека нешто ќе подобрат ако се пожалат јавно. За дел од нив пак, ова било поттик сами да побараат чаре. Во последните 3 години, само во Тиквешијата се регистрирани околу 40 семејни винари. Тоа значи дека секој регистрирано семејство засебно се грижи за целиот процес, од обработка и берба на лозјето до производство и пласман на вината. Имаат и своји брендови. Јас бев како нив пред 5-6 години понижуван од страна на откупувачите, враќан и така да тоа во мене створи еден револт и почнав да си го преработувам сопственото производство и сето грозје си го преработувам. И имам бенефит од оваа работа. Александар Клинчаров основал мала семејна винарија во родното Кавадарци. Во секој агол на дворот има по некое парче опрема за производство на вино. Го мешаме, вичи и при крај сега треба да направиме мацерацијата и да го извлечеме сокот, значи виното. Овие подрумски простории се центарот на производството. Микровинаријата Клинчаров е правена чекор по чекор. Прво се впишале во државниот регистар на производители на вина, а потоа од државата добили и неповратен грант од 10.000 евра, што придонело да го напуштат застарениот метод на домашно производство. Значи од оној грантот што го добивме, инвестиравме пред се во опрема за ладење на виното. Сега ово што го гледате, значи моментално за 2000 литра. Како се лади виното? Да, со чилер, значи на одредена температура, каде што имаме контролирана ферментација и при крај е тивката ферментација, така да за неколку дена ќе дојде и преточувањето на самата темјаника. Семејната куќа на Јаковлевски е уште една локација од каде виното со нивното презиме се дистрибуира за продажба, а може да се купи и од праг. За производството се грижи најтесниот круг на фамилијата. Во производството на нашите вина пред се има многу љубов. Ова е нашата семејна винарија, дел од винаријата. Ова се производите кои што ги произведуваме, значи вината, винјак, маджун. Јаковлевски. Да, Јаковлевски. Имаме тука темјаника, имаме кове бјанка, вранец, каберне, лежер, траминец, познатата автохтона сорта станушина. Виното се прави во иноксни садови и барик буриња. Температурата во подрумите е контролирана, а при производството се консултираат и со енолози. Младо вино, темјаника, у процес на стабилизација, а потоа и бистрење. За да пуштиме вино во оптек, има овластени 3 лаборатории во државата и истото вино кое што ние го произведуваме мора да добие одобрение од овластена лабораторија. Значи буквално и тој пат го одат и големите винарски визби. Со тоа одобрение фактички ние го пуштаме виното во промет. Со регистрирањето кое е поедноставено со законските измени од 2019 година, олеснета им е продажбата, но и положбата на пазарот. Семејните винарии се китат со награди и признанија на домашни и меѓународни надпреварувања. Извозот засега им останува пречка, оти се регистрирани како физички лица, а само правни субјекти може да извезуваат. Но, здружените собственици на мали винарии преговараат со државата да си го отворат патот и кон странскиот пазар. Има комуникација, мислам дека за брзо време треба да го решиме и да го надминеме и тоа. Тоа се некои технички работи кои што треба да се средат, така да се изменат некои подзаконски акти најверојатно, за да можеме и во тој дел да вршиме извоз на вино. Приказната за малите винарии се шири низ Северна Македонија. Во моментов, од 139 регистрирани винарски визби, 71 се мали семејни винари, што е повеќе од половина. Била дека бизнисот засега им е исплатлив, а како што лобираат за отстранување на тековните пречки, така со лобирање се изборили за почетната позиција. Пратеникот Панчо Минов од Кавадарци е во редовна комуникација со лозарите од Тиквешијата. На негово барање, собраниските служби направиле економска ретроспектива и дошле до следниот податок.
3 буџети наназад, Агенцијата за финансиска поддршка и Министерството за земјоделство преку ставка субвенции и трансфери добивале пари, но не ги потрошиле целосно. Ова му послужило на пратеникот да поднесе амандман на тековниот буџет, со кој побарал неискористените пари да се наменат за семените винарии. За среќа, амандманот беше прифатен и од предлагачот. Амандманот беше прифатен 100% од делот на Комисијата за финансирање и буџет и истото како составен дел на буџетот беше и донесено. Потоа, врз основа на тоа, се направи програма за условите и критериумите за доделување на тие грантови и многу од семените винарии на број 24, значи беа корисници на овој грант. Ресорното Министерство за земјоделство е унапредило првичната поддршка. Сега семените винарии се дел од редовна програма на Министерството и досега вкупно 59 од нив добиле неповратен грант од 10.000 евра. Сега тие влегуваат во инвестиција токму во периодот пред откупот и верувам дека тој тренд ќе биде запазен и натака. Оваа програма ќе имаме и 2023 година за поддршка на стартап винариите, заради тоа што бројот расте. Како ги контролирате? Исто како сите останати оператори за храна. Тие ги исполнуваат сите услови и нивната храна и нивните пијалоци се безбедни, проверени од агенцијата, контролите се унифицирани, тие ги исполнуваат стандардите и затоа само го олеснуваме процесот на регистрирање како оператори во агенцијата. Малите винарии претходната недела подпишаа меморандум за соработка со големи винарии. Министерот Николовски вели дека винскиот сектор е важен, оти Северна Македонија е втор најголем извозник на вино во регионот, што значи 60 милиони евра девизен прилив. Тој потврдува дека се работи да им се овозможи на малите винарии да се пробијат на странскиот пазар. Новата програма во 2023 ќе биде поддршка и за задруги. Здружувањето, единството, окрупнувањето ќе донесе до да можат сите овие локални производи да се најдат и на европските маркети, на светските пазари. Ова е наредно кое што треба да го решиме, како да извезуваат, но на крајот и како да бидеме препознаени, како Република Северна Македонија и македонското вино да биде препознаено во Европа и светот. Во исчекување на засилена кампања за вински туризам, собствениците на семени винарии не се плашат со малите бизниси да имаат големи амбиции. Тие ги поттикнуваат лозарите да се обидат да инвестираат и гордо родниот крај го споредуваат со италијанска Тоскана, која патеме на слична надморска височина како Тиквешијата. Со поглед на Тиквешкото езеро, со поглед на планината Вишешница, со поглед на врвот Орле. Значи прекрасен поглед и ова е наликува значи на македонската Тоскана. Грозјето е многу квалитетно што се добива, има изразени одлични киселини, изразени високи шеќери, така да од тоа произлегува значи доста квалитетно вино.